Во првата недела од новата година го запознаваме Иван од Штип. Ни доаѓа од град со кулинарски карактер, каде секој рецепт носи посебна традиција. Тој е посветен и талентиран готвар со јасна визија и љубов кон добрата храна. Денес е подготвен да го покаже својот кулинарски потенцијал пред жирито. Па дали неговите вкусови и техника ќе остават силен впечаток? Останете да видиме. Здраво, јас сум Мила, сестра на Иван. Здраво, јас сум Петар, пријател на Иван и со така и колега. Иван е добра личност со карактер и секогаш спремен за работа. Јас сум Иван, ученик во Средно угостителско училиште. Иван е искрена личност што секогаш е тука за мене кога и да ми треба. Тој како личност е чех. После готвењето на Иван, кујната е чиста, средена, без ништо не си остава после него. Тој е многу искрена личност. Сакам да готвам и љубовта кон готвењето. Кога јас да избунувам, тој е секогаш смирен и ја смирува топката. Искрено со тврдоглавост. Многу професионално и стој. Пушти од сами мали нози кога работев дома со моите во кујна. Искрено не сум имала можност да пробам многу јадење од Иван, но најтака што можам да го извам е торта од боровница. Интересно, тој е многу посветен на самата работа и секогаш сака да готви со музика, да не е тишина, да има повеќе галама околу него. Тој изгледа многу професионално и интересно. Со цел за да се истакнам сами од себе и да се уверам во тоа што го знам и како го знам да го работам. Па не можам да изволам некој јадење што е највкусно, секој јадење што има месо за мене е највкусно, што тој го готви. Пилешко во млечен сос. Не сме имали многу смешни искуства, но такав впечаток ми има оставено кога му учеше да правам пити. Јас не бев многу известена за ова, ми кажа од вчера за денеска и навистина го поддржав, ми беше многу мило што собрал храброст да учествува на овакво шоу. Па јас знаеш од самиот старт, ама он не беше толку сигурно, малку се беше посрамил, не кеше да се пријави. Јас беше таа што го повеќе потекна да се пријави и ми беше многу мило ти успеа да го натерам да се пријави. Јас беше многу радосен и го мотивирав многу строго. Традиционална кујна на модерен начин. Мислам дека има шанса да победат и некако неговата енергија е попривлечна кај луѓето, не е. Да, јас мислам дека има тој многу шанси да победи. Апсолутно дека да, затоа што тој се истакнува со неговата вредност, упорност и тврдоглавост. Па тој е одговорен, искрен и забавен. Го испеков колачот и за да го извадам од равна, хартијата за печење ми се запали. Иван со 3 збора, па мислам дека го пишав и пред тоа, тој е тврдоглав, искрен, добар пријател. Здраво, добар ден гледачи. Нова емисија Авантурите на Марк по потрага на млади таленти. Ете, талентот го најдовме во Штип. Сме во Штип, во фамилијата од Иван. Навистина, денес го почнуваме денот со пофалби со светова што го имаше Иван, ја видовме фамилијата околу масата. Навистина сега е периодата од Бадник, Божик, убавите моменти што ги поминуваме околу Нова година и овие празници. Многу ги сакаме, па ја многу ги сакам навистина. Оти нема поубаво не да бидиш околу масата со саканите. Мислам оти тоа е нешто што нашата професија тешко ни го дава, оти кога другите уживаат, ние работиме. Убаво е да бидиш така како кажав денес со родителите, со пријателите и све тоа и да го поминеш тој момент. Ајде, како да, многу сум емотивен, оти навистина ми оде директно до срце, што можевме да бидиме дел малку од тоа. Ама, дојдовме за да го видиме Иван, како да се представи, што ми направи он денес, за да се покаже и да се покаже преку малите екрани, да се покаже до вас. Што правиме? Да го викниме? Ајде. Иван, мислам оти е време да се представиш со твоето омилено јадење. Ни направи преубава маса денес. Уау! Охо! Браво!
после тоа, можеме да кажеме ти што ни направи убаво. Кажи Имаме ми. мелено пилешко полнето со кашкавал и вишни. Вишни. Имаме бешамел со сино сирење и кашкавал и печарки. Добро. Како со сиерка искористив тиквичката, како гарнир имаме пире од компир со брокула и карфиол. И карфиол. Браво, сезонски, како да кажам, намирници и све тоа. Пилешкото убаво го сврти. Браво. Да. Сосот малку се Внатре од вишните се е растечено. колку време за да го подготвиш ова? По околу 25 минути. Сигурен си? Па со спремни продукти, да. Со спремни продукти. Океј. Преубава презентација. Многу ми се допаѓа. Да ти кажам право, имав прилика да пробам претходно што имаше на масата, малку се засетив од све што има, ама држев на мало место за да можам да го пробам ово убаво јадење. Навистина преубаво личи. Браво, сочно, не препечено. Го свари, го направи во хартија, во фолија. Да. Го свареше прво и после го пропржи. Да. Колку време го вареше во вода? Па додека не добија бела боја, откако добија бела боја, гледав 5 минути. Многу сочно. Малку солено. Малку повеќе солено, ама убаво е. Да видиме искрени. Може е крајот што е посолен, да го пробам средината. Убаво, не знам што има, ама крајот ми беше солен. Браво. Месото го направи со свежо филе или со свежо. Или беше Не со- замрзнато, свежо. Не кажам за замрзнато, дали не беше во саламура? Не, саламурено беше. Саламурен беше. Да. Тоа ми дава малку тој вкус. Океј. Убаво е. Само едно нешто нареден пат ако можеш да го направи, малку да го гратинираш. Ќе биде малку малку под Да, грил. потег, Е, реално. ма, убава идеја. Ми се допаѓа. Пирето е свеж, Да. убаво и блендирано. Вкусно. Супер. Комбинацијата многу ми се допаѓа, навистина. Ама секогаш го кажувам, овде си е на негов терен. Знаеш, оди кога ќе дојдиш во мојата кујна, ќе бидиш на мојот терен. Да. Со моите намирници, што ќе бидат во една кутија, што нема да знаеш што има внатре. Спремен си за Да. да го направиш? Да? Да. Мислите оти е спремен? Мислам оти ќе може. Ќе се снајде. За мене го примам во мојата кујна, а го чекам да ми покажи своите вештини во мојата кујна. Се гледаме во мојата кујна со Иван. Здраво, добар ден гледачи. Каде сме? Сме во мојата кујна. Мојата кујна ќе биде добра денес. Навистина, вчера бевне на убаво место кај Иван. Иван беше од Штип. Штип се знае пастрамалија. Имаше една маса, една огромна пастрамалија, а немаше само ни тоа, имаше и пуно други ствари. Преубав амбиент, преубаво пијалок. Имам го памтам уште таа малечка, ама вие не ја видовте, јас ја пробав, беше предобра. Се надевам оти денес Иван ќе ни направи нешто вау. Вчера беше убаво, беше навистина убав ролат полнето со цреши, вишни, да кажеме. Имаше малку пиперки внатре, така малку љутко
еден убав гарнир, тиквица со дениш блу, пире на форма на срце, целата љубов во тањирот, ама он беше на својот терен. 20 минути беше малку повеќе, му требаше малку повеќе да го готви тоа. Денес му чека кутија со неколку намирници внатре, што не ги знае. И само 20 минути да не изнеради. Не само мене, ама и судијата што е со мене, ја познавате. Ивана, ајде професорке. Повторно здраво. Мило ми е што сум повторно тука. Мене ми е мило, навистина, да имам професорке така со мене. И јас сум сега горд и среќен да ви имам со мене. Мислам, ότι имате нешто, го познавате малку Иван, имате нешто искуство заедно што се случи на едно место како надпревар или нешто така? Имам слушано? Да, јас тука сега прв пат пред да започне емисијата го видов и го препознав од еден надпревар пред 2 години кој се одвиваше во Струга, наречен Young Chef, готвачите, нашите ученици и учениците од сите угостителски училишта од земјава, од Албанија. Беше надпревар на високо ниво, да кажеме тогаш. На соседните земји, да кажеме. Иван се надпреваруваше во представништво на неговото училиште со уште, мислам дека 2 девојчиња, ако не се лажам, може и сум грешка. И баш ми остави позитивен впечаток, така да очекувам и денес да не направи нешто, да не изнеради. Да. Хајде да не чекаме поиќе, да го викниме, да биде дел од нас и може навистина ќе не изнеради денес. Хајде. Иван, здраво. Ете го Иван. Добар ден, Иван. Добар си? Здраво, Иван. Добро. Добро? Опуштен, кул. Зен. Диши малку, опушти се. Нешто те чека? Предизвик. Кутија. Ајде. Директно да почнеме. Повели кутијата, отворија и гледај што има внатре. Епа, да. Што имаме? Имаме павлака за готвење, кисела павлака, Да. морков, карфјол, прас, Да. цвекло и свински врат. Да. Ти се допаѓа? Да. Да, дај ми кутијата, ќе ја ставам на страна. Ајде, сега, слободно размисли. Имаш неколку минути за да размислиш што ќе ни готвиш денес. Знаеш за тоа имаш 20 минути? Да. Направи си добра организација во главата. Пред се, јас ќе те облечам како готвач, навистина, готвач без престилка и без капа. Не одија. Па не е готвач, па така е. Сега можеш да одлучиш ако сакаш ракавици да работиш? Не? Добро. Секојаш го кажувам, оти има луѓе што ќе кажат, зошто не носи ракавици? Овде сме во домашна атмосфера, готвиме за нас, не готвиме за публика или такви ствари, можеме да си дозволиме да работиме без ракавици. Си ги миме раците, имаме крпа, имаме други, како да кажем, правила на игиена. Продолжи, да не заборавиме нашите подржувачи, президент Сарајева Стекаус, Унибанка, Алпско, Кристал, Нептун, Беко, Фармербој и Андреја за преубавото месо кое што го имаме. Зеленчукот исто, Фармербој, био, органско, нема поубаво. Топ. За тоа ќе ни направи нешто Иван преубаво. Многу вкусно. Навистина на министер што ги имаме денес, малку се повеќе да кажеме, ама знаеме оти Иван е способен. Многу даваат и поголема можност. Да. Ќе има малку повеќе креативност. Пак ќе кажам, размисли убаво, логика, све што праваш има време. Да почнеш што едно, да продолжуваш што второ, трето, све да биде во меѓувреме на 20 минути. Заврши? Да. Си знаеш што ќе правиш? Браво. Ајде. Кога ќе стиснам тука, ќе имаш уште 15 секунди. После 15 секунди, 20 минути почнуваат. Може? Да. Многу е сигурен, а? Сакам тоа. Браво. Знаеме, он има 17 години имаш, а?
17 години. Еден, 20 минути, предизвикот започнува. Ајде. Па Иван, среќно. Океј. Печката ти е спремна, можеш слободно, тавите ти знаеш каде се, ти објаснив. Све што ти треба, да не ти е срам, прашувај, тука сме за да те помогнеме. Океј? Не сме тука за да... Убаво парче месо, а? Многу сакам јас. Свински врат, така малку мрсно, така многу меко, убаво. Има материјал. Да. Сакаш да држиш коската? Да. Тешка е коската, да. За жал немам секира овде, ке ти беше, мислам, ти ке треба да одиш на план Б. Не, коската е... Знаеш, предизвик е да го печеш парчето како е. Да не забораваш, оти 20 минути за свинско месо. Свинско месо бара малку повеќе печење. Ја познавам еден што ќе биде многу задоволен со коската што останува, тоа е моето куче Арон. Ги сака коските. Што ти треба? Обична чинја. Да. Оба, ако сакаш ги имаш. За да тагнам коската настрана. Овде маличка чинја, повели. Ете така. Океј. Нека не си секирај, нема да остане долго време коската тамо. Само да ти кажам, да? Јас мислам дека Марк намерно не ти оставил секирче. Мислам ти Арон ми кажа, да не заборај, за мене коска ми треба денеска. Шеф? Да. Ова? Да, таман. Ова е. Да. Кој сакаш? Ако сакаш. Пази, оти ова оди многу брзо, па ќе ти кажам тоа е индукција. Ќе му ставиме малку... Која е вклучен? Ова. Океј. Пак ќе се повторам, не забораваш што ти имаш печка, можеш да печеш како јас работам, печам, после ставам во печка и го заборавам, оти мене тоа е како мала рака, што ми останува на страна. Тоа ми е мене лесно. Печката и рефраерот. Да. Многу се лесни. Тука се на страна, чисто така како помош, да кажеме. Почнуваш, пропржуваш, даваш боја на месото и све и оп. Да, имаш бибер во зрнца, тоа се мели. Се меле. Мелев. Добро. Чисто да ти кажам, ти имаш уште 17 минути. Мора да те малку, Многу е на рад. Смирен. Сигурен во себе. Да, сакам тоа. Браво. Многу сум среќен овие месеци сега. Оти во школите и светова гледам, оти и повеќе има млади што се запишуваат, млади што учат и се. Имам прилика јас да се шетам преку школите да давам курсеви на готвење, ма по француски. Така? Да го дигнеме малку нивото, да кажеме, од француското јазик во Македонија. А ги гледам. Може да имате фолија алуминиумска? Алуминска фолија не. Имам фолија за печење. Може? Да. Повели? Може кога ќе биде, пошто нашата менза на училиштето е под реконструкција, кога ќе биде реновирана, Да дојдам и кај вас. Да. Со големо организираме еден ден. Со големо задоволство. Навистина. И што правам, ја ги учам по француски рецепти, да готват се по македонски напишани, по француски напишани и во меѓувреме го читаме заедно, ги правиме рецептите заедно и све тоа, и по француски и по македонски. Да. Ама готвењето нема граници. Готвењето е готвењето во цел свет. Цел свет има посебни начини за готвење, посебни начини за печење, за варење, за све. Секој ден се учи нешто ново, нешто убаво. Браво. Свеклото навистина е, на министар што му треба малку повеќе време за варење, за печење. Океј. Пази ова, да. Јас сум тебе ќе го ставам во печка да бидам на рад. Да се запражи уште малку, ќе го вратам во Супер. печка. Океј. И ќе си направи самото сос. Се ставам на страна и има право. Сакам тоа. Браво.
Извини што сум така малку, ама тоа е појако од мене. Не. Тоа се вика професионална деформација. Иван започна прилично самоуверено и сигурно со готвењето. Дали во глава веќе ја има добитната комбинација или ќе се инспирира од минута во минута? Останува да видиме. Имаме уште доста време. Сигурен. Многу сакам како си работи. Со цела сигурност. Браво. За да не се суши, го покрива. Да. Можеш да објасниш на гледачите зошто го покриваш месото со хартија? Поради тоа што го запековме, тоа веќе има подготвено своја топлина од внатре и самото месо оди во печката со хартијата да не се исуши, да има внатре сочност. Браво, ехе. За своите 17 години изненадува со кулинарските познавања. Секоја чест. Сега цвеклото малку му треба време. Не знам како ќе го сечиш. Иван, од кај земаш најмногу пракса? Од мензата на училиштето со професорите или? Заедно и таму кај во хотелот Оаза. Ренде? Ренде. Нема, имам ова ако сакаш многу ситно, или ако сакаш може да имаш ова, ова ќе ти прека како мандолина повеќе. Не, ова ти ми треба цвеклот и морковот за дел од сосот да смене боја. Таман. Тоа ќе ти биде. Да, мислам дека Да. тоа. Не, за 17 години се снаоѓа. Да, баш добро. На вистина. Ќе ни правиш сос со цвеклото? Да. Океј. И морков. Малку морков. Добро. Ќе направиш како еден сос со пети легум, како да кажеме, со зеленчук, така. Да. Ќе го правиш со павлаката? Со павлаката, да. Браво. Ми се допаѓа. Имаш и обични лажици ако сакаш, овде. Како сакаш. Ова е побавно, да не заборавиш. Витрокерамика, му треба малку повеќе време за да се стопли. Ама кога топли. Мислам дека избра добро. Да. Не се сумнивам со него, малку го видов вчера како беше. Путер? Путер, но обавезно. Имаш овде на располагање колку путер сакаш? Земи си, повели. Во мојата кујна, ако нема путер, нема ништо. Мора и плюс президент обавезно. Путерот е дел обавезно од француската кујна. Знаеш, предходниот он сакаше повеќе свинска мас, беше малку зачуден кога го имаше путерот, се каже, што ќе правам со тоа? Ама на вистина путерот дава посебен шмек, дава посебно вкус и на јадењето. И текстура. И текстурата, точно. Слободно стај го нама, или стај го во фрижидер, ако сакаш. Оп, извини. Повели. Уште 11 минути ти остануваат. Добар си? Да. Да, окей. И јас сум добар. И вие сте добра. Кул. Го пратам процесот. Точно така. Задоволство е да се гледа како работи, на вистина си работи смирен, си работи на рад, можеме да кажеме. Карфиол не му треба многу време за варење. Ова е малешко карфиол, пуно со вкус. Повеќе се мали, појаки се на вкус. Поголеми се, повеќе губат вкус. Да. Сега ова е супер, така од едно парче, да се вари малку, после да се стави со многу зачини, така, малку маслиново во печка. Му треба малку повеќе време, му треба саат време за да се немаме саат време. Мора да ги приспособи техниките според времето. Идејата што ти е да го направиш со карфиолот? Да омекне во вода, потоа да го испланширам на путер со зачини. Браво.
А група прашање? Може? Да. Што ќе правиш со павлаката, киселата? Ќе ставам малку да се растопи, потоа ќе го ставам морковот во неа и празот на ленти за со уште еден дополнителен сос како гарнер. Ќе правиш две различни сосови од се. Една со крем павлака и друга со кисела павлака. Океј. Зашо да не? Ја мислев друго, ама иде океј. Почитувам. Оти да не забораваш, оти една се употреба топло, другата може да се употреби ладна. Ако сакаш, имаш котски бујон тука, да му дава повеќе шмек на сосот. Или имаш жалфја, имаш босилек, Мислам да за време имаш после власец, ќе да. додадам цвежите зачини на ситно. Океј. Досаден сум, кажи го. Не. Само му нудиме повеќе можности. Па да, Гледаме дека креативност има, зошто да не ги искористи. точно така. Јас ќе ти предложам едно нешто. Карфиолот да го ставиш позади на индукција, оти тука да ти вари, ќе ти биде многу чисто така, да, ставај го тука. Многу побрзо ќе оди. Тука ќе Ајде така. И така имаш место за да си го направиш вториот сос, што сакаш да го направиш. Не, сменив идејата. Добро. Ќе направам како ладн... Не сакав да ти кажам како, ама ми само ти текна. Да. Има простор. Да. Ќе се карат со мене другите учесници, оти ќе кажем, малку го помагаше него, па не, чисто така. Ние им даваме само Па, насоки. скоро на сите им дават идеја, но кој Мора. Зависи. Имаш еден со јаболката, Да. може 10 пати да му кажам јаболката. На крај ја немаше јаболката. Ама тоа е. Цело во ученијата. Тоа е тоа. 7 минути и 30 секунди. Браво. Јаш со индукцијата многу е побрз. Ја обожавам индукција, оти е почиста, со плин. Иста брзина ја имаш и може и побрзо уште од плинот. И навистина ти работи чисто. Се бриши после и све. Плинот се, како да кажам, ако се прели тешко за чистење после и све. Овде имаш хигиена 100%. Да. И повеќе во кујните, новите кујни, модерните кујни употребат индукција, да. Индукција, конвектомати. Да. Пак се сведуваме на тоа дека храната треба да што побрзо и побрзо се подготвува. А да го има истиот вкус. Можеме да кажеме оти времето се пари. Да. Губиш време, губиш пари. Немаш продукција. Тоа е тоа. Денес мора да бидеш продуктивен, за кратко време да правиш чудеси, да правиш многу ствари. И тоа не го возможува навистина индукцијата, конвектоматите и све тоа. Новата технологија. Што ти треба? Розмарин или мактанос. Розмарин, имаш тука розмарин, имаш исто и лук во прав, имаш уште и овде жафран, ако сакаш, имаш босилек, имаш медитерански зачини, што се многу убави, навистина мене ми се допаѓаат. Имаш исто и маслиново масло, ако сакаш да додаш, да го намалим малку. Да. Знаењето си го прави своето. Очигледно не очекува нешто превкусно. Вуаля. Таман. Многу сакам така, само да му кажеш как и оригано има. Све што не ти треба, ете така, позади, да ти биде чисти масата, све што е прелјаво во лавабото. Имаш уште 5 минути. Многу смирен. Браво. Месото, теј, сам си печи на рата му. Ете тоа кажам, се печи месото, се става во ревна, го забораваш. Пред сервирање го вадиш,
И не ќе кажам ништо појќе, ти... Океј, празот. Што ќе му правиш од празот? Ќе го избланширам на со путер или со маслиново масло. Океј. Путер и маслиново масло. Добра комбинација. Мене ми се допаѓа. Ти го мешаш францускиот со медитеранското вкус. Неколку надпревари имаш направено? Да. Слушано еден јонг шеф, браво, на 15 години беше. Да. Одлично. А од тогаш? Па потоа бев на следен надпревар во Стромица, на организиран од страна на Сдруженијето на Ескофиер. Ескофие? Да. Аха. Има Ескофие во Македонија? Сдружение на Ескофиер. Да. Организиран од страна на Иван. Океј. Се имаш добиено со некоја награда до Да, сега? таму ка земам второ место. На Ескофија. Да. Охо, еј. Браво. Многу скромен, ништо не кажува, треба да му ги вадиш, информациите и све тоа. Браво. Сконцентрирање, Сконцентрирање, да. да не изненади. А Ескофие, французин готвач, еден од најпознатите, да кажеме, Го знаеш Ескофие? Не. Кој е Ескофие? Што направи Ескофие? Кажи. Па основачи на угостителство. Добро, ма во годините 1809 он почна да биде главен шеф во големи хотели, во паласи. Он беше, како да кажам, пиониер, како се кажува пиониер, еден од првите да прави бригади во кои да ги прави, пионер за такви ствари. Новото начин на готвење со посебни рецепти, со такви ствари. Он готвеше во палати. Да, во првите големи хотели што ги направиле. Риц, Негреско и све тоа, он беше тој главниот. Го викале во цел свет да ги стаја на пат кујните и све од товие големите палати и све. Има една посебна книга што он направи и што навита е основата на француската кујна. Целата терминологија, сите рецепти од Ескофие. Има направени неколку книги такви што се вау. Навистина за тој време. Не ви слушам. Прашав кој зачина му видов. Медитерански. Многу мирисат. Знаеш колку време ти остануваат? Добро, окей. Имаш идеја за тањир? Кој тањир ќе земиш за... Па мислам дека да. Да? Имаш истите поголеми, што мислам ти убаво ќе чутам. Баш би сакала да работиш со Да, многу ми се допаѓа неговиот начин на готвење. Он ти така смирен, си знаеш што прави, све е прецизно, чисто. Вау. Сега го користи зејтинот разлог. Оте обично бланширање е окей, е убаво, ама нема доволно вкус. Кога му додава сега во путерот, ќе му го дигни вкусот на... Браво. Иван? Во тесно сме со времето. Јас би одел на сервирање. Можеш полека да ги бираш чиниите. Јас ке чутам од тие. Многу ми се допаѓа бојата на сосот, таман. Да. 20 секунди имаше Иван. Добро си? И стега завице така, добар си, да. Да. 2, 1, ајде.
За жал, 20 минути помина, си при крај. 20 минути поминаа, но не е толку страшно. Близко беше. Да се надеваме дека ќе ги воодушеви со вкусот. Тешко е, 20 минути се навистина малку. Ама нема веза. Може и времето е поминато, ама гледам и квалитетот е на место. Да. А неколку пати во ресторан вреди да се чека малку повеќе, за да се имаш. добие. Да. Валя. Ми се допаѓа бојата на сосот, не е Да. црвенкаста, туку онака розевкаста, баш фина и се уклопува со салатата. Че бабе има. Да, браво. Мислам ти ќе бидеме изненадени на вкусот кој ќе пробаме. Браво! Веќе ми закркореа цревата. Браво. Иван, секоја чест, заврши за малку повеќе, да кажеме, од 20 минути. Ни го направи малку убаво средено, не толку хаотично, ама оде средено. А јадењата, сигурен сум, од ти ќе бидат вкусни. Од и начинот на готвење што го направи, таман, се враќаме за кратко и ќе пробаме. Се гледаме. Епа, мислам ти со Иван. Поминавме? Многу добро. Убав момент, да? Ама, дали ќе биде вкусно? Све што направи, го направи со метода така и свето, а си го правише прецизно. Бев така и вие малку да му дадаме неколку совети. Убаво ги привлекаше? Инспирација. Да, инспирацијата од почеток му беше окей. Мислам ти све што требаше да го направи, го заврши малку каснеше. Помина 20 минути, да кажеме 21 минута, ајде. Така беше. Ама, успе да направи нешто. Извините, ве прекинувам секогаш. Продолжете, од тие сум. Не, во ред, само нели со сервирањето доснеши на во 20 минути му беше подготвено се сепак. Епа да почнеме со дегустација. Ајде, Андреј, донеси ни го твојот тањир. Иван, пардон. Андреј, Иван, ги мешам више сите имиња. Супер. Окей. Ако имаше ресторан, како ќе го крстеше овој јадење? Како ќе го викаше? Свински врат со црвен сос. Со црвен сос? Добро. Само тоа? Па да. Инспирација на моментот на шефот. Да. Добро. Окей. Епа, добро. Го видовме процесот и све тоа. Објасни ми пак и на гледачите како го направи тоа. Да, добра ти е раката? Да. Да. Оти подеднаш ја фати рачката и беше доцна, ајде. Табата беше во редната. Епа да. Ајде. Објасни ми малку. Имаме свински врат кој е зачинет, најпрво е пропражен за да добие своја боја и текстура, потоа го стави во рано да се искрачка и да остане во својот сок и да е сочно месото. Врз месото имаме сос кој е подготвен со цвекло, малку морков и сладка павлака. Како гарнер. Сладка павлака не, тоа е крем павлака, да. Крем павлака. Како гарнер имаме најпрво варена, потоа сотирана брокола на путера и маслиново масло.
И е зачината со медитерански зачини, потоа имаме ладна салата од кисела павлака и морков, која е зачината. Исто така, како гарнира имаме испражен прас со зачини. Океј, мислам ти убаво објаснето и све. Може да се вратиш на твоето место, ние ќе поминиме сега, мислам, најубавото момент. Одиме на дегустација. Ајде, професорке. Кој дел сакате? Овој дел? Одберете вие. Да, па е пред мене, ајде ќе почнам со што имам дел на располагање. Охо, месото е убаво подпечен. Сочно е месото. Патив тука некоја жила. Тоа во свинско месо малку жилите се губат, ама вкусно е месото. Ми се допаѓа. Фали малку сол, таа секогаш. Сосот е малку по неутрална, да кажеме. Нема нешто што кажува вау, да се дигне. Имаше свежи тревки на располагање, имаше жалфија, имаше босилек. Можеше да ги додаеш за да го дигне вкусот. Да. Ама Ми се допадна делот кај карфилот што го пропржи во истиот сок од празот, што му даде нели сигурно добар вкус. Сега ќе пробаме. малку е цвртака. Не. Таман? Да. Ама е многу вкусен. Може би немам пробано поубав карфил. О, Стварно. навистина? Да. Не сум љубител да карфил така да биде малку крскаво, да биде арденте, да кажеме. Но онака на зачин ми е ептен добар. Таман, да. Со сега карфилот и вкусен не е. Браво. Продолжуваме. Празот. Ми е интересно. Сега е сезоната на празот. Крскав како треба. Овде има доволно сол. Таман. Убаво, едноставно. Океј. Не, крскав е уште. Браво, сакам така. Да, и мене ми се свиѓа што е крцкав. Марк. Епа. Шеф Марк направи флека. Се случува. И ова е баво. Салатата е многу добра. Да. Навистина. Има некако добар шмек на лук во прав. Стави лук во прав. Во позадина така се Него видов, да. осеќа. Ама она ептен е доволно. Дури можеш да си ја понатака во твојата куња да си ја користиш оваа салата. Можеше да се употреби ова повеќе како сос, да го ставеше на месото и да се меша со месото, ќе беше уште по. Оти ова е многу неутрално, да кажеме. Фали. Да. Ама ова го дигна вкусот од целото останатокот. Но комбинацијата на боите на салатата со сосот сепак ептен одговара. Можеше малку друга презентација да биде малку по примамливо на окото да го. Ама окей. Мислам ти е време да оценуваме. Ќе почнеме со што? Со вкусот? Може. Може? Ајде. Вкус. Ја мислам, оти вкусот беше секаде на ниво, очекувано, само сосот. Ајде, да кажеме сосот, фалеше малку нешто да го дигне и се дозволам да ти дадам 4. 5, ке беше многу, оти фали. Тоа фали и не можам да кажам 5 заради тоа. Шефица? О! Од мене за вкусот ќе добиеш 5. Поради тоа што јас така и не сакам толку многу солена зачинета храна, таман ми беше. Се во чинијата вкусовите се поклопуваат. Значи не е нешто што не одговара во комбинација со останатите продукти, така да. Да, све оди заедно таман. Ајде, браво. Така. Одиме на презентација. Презентацијата дали направи тоа што го измисли од почетокот или да. Океј. Презентација. Ја пак ќе кажам, можеше поубаво да направиш. Многу поубаво. Малку презентирано све еден по друг и све.
има. Може да размислиш за понатаму како да го направиш, ја ти давам 4 за тоа. Пак не можам да давам 5, 5 е премногу. Океј, не кажам ништо. Професорке? Од мене за презентација имаш 5. Секако имаше можност за повеќе идеи, повеќе имагинација. Кога дојде и кога ни го испрезентира, значи изгледаше чисто, конкретно. Да. И самата чинија така изгледа убаво, чисто, добро ги сервираше, значи може и подобро, но да речеме дека ти давам 5. Многу добра, професорке. Ја сакам да бидам во вашата класа. Сега за измислувањето, работата што ја стави во овај тањир, све што сакаше ти да правиш од почеток, го направи така. Така сакаше месото, така сакаше празот, или текот на времето малку се... Само имав промена кај киселата павлака и морковот. Малку инсистирав со павлаката да ти кажам да, оти едно е ладно, другото е топло, повеќе. Браво, многу ми се допаѓа, оти реагираше текот на времето. Мислам оти и убаво реагира. Да, значи ги следеше инструкциите, нели реагираше на подсетникот на Марк, се гледа дека имаш нели добро предзнаење, дека си работел доста на себе. Забележав некои ситни моменти, например, почна да го лупиш на почеток цвеклото, потоа го лупеше морковот, со тоа го обоја морковот. Например, сега во сос е во ред, ама утре кога ќе рендаш за свежа салата, тоа треба да ти биде принцип прво, нели, по небоените намирници да ги сецкаш да ги лупиш, а после тоа, нели, тие што пуштаат боја на раце, ракавици и така натака. Тоа ми беше една мала ситница што ја забележав кај тебе и сакав да ти ја напоменам. Мисля, малку беше хаос во... Да, можеше. Од претходниот надпревар кај што те пратев, на тој можев да забележам дека беше почист, за разлика од тогаш. Сега можеби времето и просторот те ограничи и тоа што нели се надпреваруваше сама, не во придружба, значи можеше и да обрнеш повеќе внимание на хигиената. Мислам оти надпреварот беше спремен за тоа, беше твојата рецепта и све. Да. Малку полесно е. Може да се спремаш, имаш време за организација и све да знаеш како да го правиш, да се тренираш, да кажеме, за тој надпревар. Овде беше изненадување, не беше надпревар, беше изненадување. Со неколку намирници и ти ставив неколку повеќе намирници, оти мислев оти ке беше и не грешев. Ги направи сите намирници што сакав, што ти ги дадов во кутијата. Секоја чест. Многу ми се допаѓа, ма пак ќе кажам, јас не можам максимално да ти давам, оти максимално за мене е совршено. Совршено не е под совршено, одам на 4 уште. Професорке? За крај и од мене имаш 4. Океј. Не, оти многу, мислам си го сакате, Не, нема врска, тоа со претходниот настан, јас само го препознав инаку. Не, на вистина. Све што направи денес беше на ниво, може поубаво и оценките мислам оти се на ниво исто. Океј? Се надевам оти за тебе тоа ти е искуство, што ќе те мотивира да одиш понатаму, оти си способен, имаш можности во тебе, има надеж. Да. Дефинитивно голема надеж. Да. Браво. Океј. Епа, после тоа, мислам оти време е за поклонче. Завршуваме полека емисијата. Нашите пријатели од Кристал дадоа малку зејтин, тан, дојди кај нас, тоа е за тебе. Епа, и ти треба имаш поклонче, повели. Исто од президент. Повели од президент. Да, имаш павлака, имаш путер, имаш неколку намирници, гледам оти ти ми донесе нешто. Епа, Шеф. Ова е за вас. Мало внимание. Да, гледам оти е тоа нешто што имав прилика да пробам кај тебе, што многу ми се допаѓаше, што не можеме да покажеме оти, па беше убава мастика да кажам, ама не може да се покаже. Супер. Фала многу. Мислам оти ќе имаме прилика со колегите денес да го пробаме тоа. Ќе го оставам тука. Фала ти многу. Фала многу на твоите родители. Ние останувате исто да гласате за Иван. Иван, мислам оти не изненади денес.
направи нешто над се до сега. Малку го помине времето, ама тоа е тоа. Една минута. Не беше 10 минути, беше една минута. А? Можеме да му простиме поради тоа што Да. нели имаше мал инцидент со Точно, со исто раката. со раката и све тоа. Малку го правише да видим не толку брз и све тоа. Можете слободно да гласате за него по социјалните мрежи, Инстаграм, Фејсбук, гласајте за Иван. И ако сакате да се пријавите, исто сте добродојдени, пријавете се на Инстаграм Авантурите на Марк, на Фејсбук исто Авантурите на Марк или на m.deong имејл @mi.com и ќе бидете дел од оваа емисија, како е Иван, како беа сите другите пред нас. А ние за денес завршивме со едно успешно јадење, еден успешно, Сме во периодата на Божик и све, поминувајте убав Божик, убави празници, уживајте во убавините што можете да ги имате на маса, како ние уживавме кај Иван, ни изненади, малку ни беше тешко, ма супер, убаво си поминавме. Професорке, ние се гледаме наредната недела? Последната емисија. Да, па последната, не знам дали ќе биде последната, ќе видиме. Во следната. Во следната, добро. Пријатно на сите, ајде дојди со нас Иван, да се поздравиме со гледачите и кој знае, може ќе видиш во финале. Ајде. Чао, пријатно на сите. Тука сме сите за вас и среќни празници.